Ако само пред една деценија бројот на ромите кои се запишуваат на факултет беше навистина мал, денес нештата полека но сигурно се менуваат. Бројот на запишани и дипломирани роми од година во година расте како резултат на поддршката која ја нудат стипендиите кои се финансиски поддржани од странски донатори и државата. Стипендирањето на студенти роми во почетната фаза се одвивало така што Ромскиот образовен фонд од Будимпешта во соработка со Министерството за образование и наука доделува целосни стипендии. Но, како изминуваа годините, се воспостави пракса да државата одвојува од сопствениот буџет за да инвестира во високото образование на ромите. Оваа година, во академската 2019-2020, Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас со поддршка од Европската унија и Ромскиот образовен фонд од Будимпешта одлучи да го поддржи образованието на студентите и за таа цел додели 5 стипендии за студенти од втор циклус на студии. Студентите Даниел Петровски и Фатима Сали, кои одлучиле да се запишат на мастер студии, добија финансиска поддршка. Истите велат дека стипендиите се од голема економска и финансиска поддршка, како и дополнителна мотивација за заокружување на образовниот профил. Јас сум Фатима Сали, студентка на фармацевскиот факултет. Моите студии траат 5 години и откако ќе ги завршам моите студии, ќе бидам стекната со диплома за магистар по фармација. Што како причина ме наведе да се запишам на фармацевскиот факултет, па би рекла после завршувањето на моето средно образование, кое што го заврши во Средното училиште доктор Панче Караѓозов, сватив дека во тие 4 години моите импресии кон фармацијата се зголемија. Како мотивација да се запишам на фармацевскиот факултет е пред се мојата желба да бидам блиску до препарати и фармацевски производи и се што спаѓа во областа на фармацијата. Како наредна причина која ме наведе да се запишам на овој факултет е намалената бројка на студенти роми на фармацевскиот факултет. Како наредна причина е мојата љубов кон фармацијата како наука. Стипендијата пред се ми помага како финансиска поддршка и ми дава големо чувство на сигурност. Јас сум Даниел Петровски, дипломиран етнолог и антрополог, а во моментот магистрант при Институтот за фолклор и антропологија Марко Цепенков. За себе си се сметам дека сум културолог и истражувач на ромскиот идентитет, етнологија и антропологија. Во текот на мојата кариера имам објавено неколку научни дела, книги и реферати за ромската традиција, обичаи, култура, јазик и историја. Таргет на моите студии се науките кои што се бават во областа на истражувањето на културата, на јазикот, историјата, културата на народите, кои што за жал во ромската заедница не постојат. Но од друга страна мора да напоменам дека е неминовно и неопходно да ромската заедница има такви кадри кои што својата дејност и работа професионално ќе насочат кон истражување на антропологијата, етнологијата, филологијата на ромската заедница, кои што се неопходни за ромскиот идентитет. Рома Верзитас во текот на моите студии морам да напоменам дека стимулативно и финансиски ме поддржува, иако финансиската поддршка е минимална, но сепак доволна за да се ја постигнам својата однапред зацртана цела, тоа е да во скоро време постанам магистер по науки. Тука особено би сакал да ја истакнам улогата и важноста на Рома Верзитас во подобрувањето на севкупната слика за ромската заедница во Република Северна Македонија преку различни програми, активности, обуки, семинари им помага и им дава поддршка на ромските студенти. За одреден временски период од нив формира зрели интелектуалци кои што во иднина ќе треба да им позвраќаат на ромската заедница. Тоа е еден вид на реципроцитет. Знаете, ромската заедница им помага на ромските студенти кои што во иднина очекува истата таа помош да ја вратат и студентите за својата заедница од каде што потекнуваат. Проектот зголемување на пристапот и учеството на студентите роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд веќе втора година успешно се реализира во земјава, вели Ана Матевска, која е проектен координатор задолжена за спроведување на проектот.
Здруженијето на граѓани Рома Верзита Скопје е партнерска организација на Ромскиот образовен фонд од Будимпешта и како таква е назначена за учество во регионалниот проект зголемени образовни можности за студенти роми и млади во Западен Балкан и Турција. Здруженијето на граѓани Рома Верзита Скопје го имплементира проектот зголемување на пристапот и учеството на студентите роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европската унија и Ромскиот образовен фонд од Будимпешта. Дека овој проект е од голема важност за студентите роми зборува и координаторот за вработување Феликс Сулејманов, кој појаснува дека преку овој проект ќе се обидат да ги зголемат капацитетите на студентите кои финансиски ги поддржуваат во нивното образование. Здруженијето на граѓани Рома Верзитас во рамките на проектот зголемување на пристапот и учеството на студенти роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд имплементира повеќе активности предвидени со самиот проект. Во академската 2019-2020 ќе се доделат вкупно 5 стипендии за студенти роми од прв и втор циклус студии. Во рамките на проектот предвидени се 20 работни пракси кои што се финансиски поддржани од наша страна, каде што студентите ќе имаат можност на оперативен начин да ги стекнат потребните знаења и вештини од областа на која што студираат, бидејќи проектот вклучува и компонента вработување, односно градење на капацитети за настап на пазарот на труд. Во рамките на проектот предвидени се една зимска и една летна школа која што се однесуваат за градење на капацитети за настап на пазарот на трудот. Во земјава, Здруженијето на граѓани Рома Верзита Скопје ја добива можноста да стане партнерска организација на РЕФ Будимпешта и да започне имплементација веќе втора година во проектот зголемување на пристапот и учеството на студенти роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд. Представникот на РЕФ за Република Северна Македонија Сенат Мустафов вели дека целта е да се создаде квалитетен образовен ромски кадар во земјава кои ќе бидат еднакво успешни на пазарот на труд. Покрај овој проект, покрај образование, каде што е попознат Ромскиот образовен фонд во неговата работа, покрај образование овој проект многу повеќе таргетира јакнење на капацитетите на средношколците и студентите роми во делот на вработување. Значи, покрај тоа што овој проект ќе ви помогне со стипендирање, менторства, туторства и така натака, да вие успеете да се поквалитетно образовате и да постигнете поголеми резултати во вашето образование, овој проект значи нуди спектар на активности, каде што нуди најразлични форми на тренинзи и практични работи и искуства, каде што вие можете да ги зајакнете вашите капацитети во текот на вашите студии, за од кога ќе ги завршите вашите студии, што полесно да најдете работа и да бидете што поконкурентни на денешниот пазар на труд. Кога е во прашање поддршката од државата за академската 2015-2016 година, ресорното Министерство за образование и наука додели вкупно 32 стипендии за додипломски студии, додека за академската 2018-2019 Министерството донело одлука да го зголеми стипендирањето, па така биле опфатени вкупно 104 студенти кои добија можност за високо образование. Председателот на Здруженијето на граѓани Рома Верзитас Елвис Мемети, чија организација е партнер на Ромскиот образовен фонд од Будимпешта, појаснува дека организацијата со која раководи е во целосен фокус на младите роми во државата со посебен акцент кон нивните академски достигнувања, особено преку овој проект. Благодарност и до Здруженијето на граѓани Рома Верзитас која што ја застапува и ја зема во своји раце работата поврзано со нашите студенти. Оваа поддршка мора да продолжи. За оваа поддршка мораме да се избориме. За оваа поддршка мораме да обезбедиме водство и лидерство, за да другите генерации ја осетат таа поддршка што ја има. Генерациите имаат можност да поминат, како што реков, неформално образование кое што го олеснува животот. Целта е да се поддржи одржливоста во текот на студирањето, академските достигнувања, личните капацитети на студентите роми и успешна транзиција од образованието на пазарот на труд со промовирање на трајни системски решенија.